Кратки најави за настаните во денешниот дневник. Првиот македонски робот-хуманоид може да замени бројни активности на човекот. 18 стендап комичари од земјава и странство на 6-тото издание на фестивалот на комедијата Summer Comedy Marathon 2024. На 3 август концерт на Четкар во Охрид. Седмо издание на фестивалот на нов европски филм Бич Филм Фестивал 2024. Роберта Мецола повторно е избрана за председателка на Европскиот парламент. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Гледајте не. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 36 степени Целзиусови. Во среда во северна и североисточна Европа и на скандинавскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици и со пад на температурите. Локално во централна и југоисточна Европа со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во останатите предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во Босна и Херцеговина локални врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 40 степени. Во Македонија во среда тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што се високо над повеќе годишниот просек за овој период од месец јули. Минималните температури ќе се движат од 15 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 31 до 42 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. Во четврток и петок во Охрид ќе имаме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринските температури од 18, односно 17 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 35, односно до 34 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Заврши изработката на првиот македонски робот-хуманоид. Во димензии и лик на човек ќе може да се надоградува и усовршува да замени бројни активности на човекот. Тоа ќе биде првиот робот во земјава кој што ќе биде ставен во оператива да работи во одреден сектор. Може да најде примена и во хотелско-угостителскиот сектор. Заврши изработката на првиот робот-хуманоид во регионот. Роботот кој е во димензии наликува на човек ги инкорпорира сите функции на груба и фина роботика и лесно може да учи од однесувањето на човекот, да се надградува и усовршува во професионален контекст. Тоа ќе биде првиот робот во земјава кој што ќе биде ставен во оператива да работи во одреден сектор. Може да најде примена во хотелско-угостителскиот сектор. Сигурно ќе најде примена во многу области. Прво е туризмот и угостителството. Знаеме дека човештвото веќе надмина 8 милиарди луѓе светска популација и туризмот е една од гранките во експоненцијален раст, со тоа што тргнувајќи од дома, па и во други држави, се соочуваме со недостигна работна сила, така што роботите всушност се концепирани да го заменат човекот во тие физички и репетитивни активности за да можат евентуално да ни остават повеќе слободно време за себе си. После паметниот споменик на Прличев неодамна беше создаден втор споменик наречен виртуелен патник на иднината во форма на астронаут со природни димензии на човек кој е ставен во стаклена призма и носи предвидувања, односно предупредувања од иднината. Всушност се работи за 3-метарски тотем. Ова е уште еден производ во линијата на иновации од областа на дигиталната хуманост. Првиот беше виртуелен Прличев. Сега имаме еден универзален лик во антропоморфна форма, кој може да достигне до поширока публика, но повторно со истите цели да тргне од локалното кон глобалното. Покрај дигиталната хуманост има примена во образование. Веќе е поставен во атриумот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети апостол Павле од Охрид. Студентите можат секојдневно да бидат во интеракција со него, да учат на различни теми. Налик интеракција со ChatGPT, тука имате по-непосредна комуникација, бидејќи има богат мултимедијален интерфејс. Може со неструктуриран природен човечки говор да му се обратите на било кој јазик и ќе ви одговори на истиот ваш јазик. Првиот македонски хуманоид робот ќе биде промовиран на празникот Илинден, а после промоцијата може да служи кафе или да подготвува јадење во некои угостителски објекти во Охрид. 18 стендап комичари од Охрид, земјава и странство ќе приредат 19 шоуа на 6-тото издание на фестивалот на комедијата Summer Comedy Marathon 2024. Без малку еден месец охриѓани гостите ќе се освежуваат со хумор во овие тропски горештини. Годинава главен настан е јубилејното шоу 10 години Two Mother Brothers Comedy Cabaret на 13 август на сцената на Долни Сарај.
Шестиот фестивал на комедијата Summer Comedy Marathon од 21 јули до 13 август ке донесе вистинско освежување во топлите ноќи во Охрид. 18 стендап комичари од градот, земјава и странство ке приредат 19 шоа различни по форма и карактер. Кога се роди идејата за фестивал на комедијата, стендап комичарите беа во мал број, но во изминатите години сцената расте и се развива, рече на денешната пресконференција Никола Тодоровски, дел од организаторите и учесник на маратонот. Фестивалот го отвараме со, можам да кажам, слободно да се пофалам, нема да е нескромно, култното шоу Импровокација. Ретко од таков вид во Македонија, затоа што представува театарска импровизација која што се случува во моментот со активна партиципација на публиката. На локалната публика шоуто е прилично познато. Понатаму, секако сега нема да ги спомнуваме сите шоуа, неколку би издвоил. Имаме гостување на нашите драги колеги и пријатели Атанас и Тино, точно на оваа локација. Од оваа година имаме 3 шоуа во Куба Либре. Понатаму имаме тројца учесници од Србија и еден учесник од Грција. Неколку шоуа на англиски јазик, што го потврдува фактот дека Summer Comedy Marathon е интернационален фестивал и се надеваме дека и во идните години како програмски, така и по квалитет ќе растат шоуата. Оваа година хајлајт на фестивалот или черешна на шлагот е јубилејното шоу 10 години Two Mothers Brothers Comedy Cabaret на 13 август на Долни Сарај. Дуото Две мајки браќа Стрезо Стаматовски и Никола Тодоровски заедно со Никола Јосифовски и Јане Тодоровски со специјален материјал за 10 годишнината ќе приредат смеење до болка. На маратонот една вечер ќе биде посветена и на сите оние кои сакаат да се обидат во стендап комедијата. На open mic или отворен микрофон, секој кој мисли дека има талент за стендап ќе добие 5 минути, а публиката ќе го избере најдобриот, на кој организаторите пак ќе му доделат парична награда и настап во регуларно шоу. Начинот на пријавување е info.hhh.mk со слика, име, презиме, основни податоци да можеме да се исконтактираме, чисто да може да ја освежиме, да речам, сцената локална, некај од друг град и така натаму, исто како што почнавме ние пред 6 години помладава екипа овде, пишеш материјал, па полека го зидаш, го градиш, се полираат, значи почваш со 5 минути или сат време како било. Да, и полека да полека дури не се формираат една убава шега. Јас би се надоврзал на братучет, затоа што и ние имавме таква можност на Open Mic да почнеме пред 6 години, кој што каже тој. И ево, нова е маратон, јас и братучет ке имаме и соло шоу. Нашите шоуа ќе траат околу сат и пол, а сме почнале со 5 минути, така да ништо не значи почетокот, битно е целта. Ние сме отворени за соработка со сите. Како кажа Никола, добро е и некои женски да се пријават, девојки, затоа што фалет во екипава, испаѓа дека сме некој машко лоби, а не е така. Она што започна како локална приказна од година во година се развива, публиката е се побројна, но и учесниците, а самиот фестивал добива интернационален карактер и станува препознатлив дел од летната понуда на градот, вели Јован Цветковски, учесник на маратонот. Ми е многу мило и драго што сум дел од нешто вакво, веќе 6 маратони во Охрид и ми е навистина драго што во последниве години со ваков тип на настани фестивали, некоја културна алтернатива градиме на охридскава сцена и пошироко, со тоа што јас богатуваме и програмата која што нуди овај град, се повеќе младите луѓето и ево вакви екипи се охрабруваат да ги преземат работите во своји раце и да направат некоја иницијатива, бидејќи навистина Охрид како Охрид заслужува, но и луѓето и гостите кои доаѓаат тука заслужуваат да видат поинаков тип на настани. Годинава шоута ќе се одвиваат на 4 сцени кои организаторите очекуваат да бидат исполнети до последното место. Годинава маратонот се одвива на точно 4 сцени. Сцената при Центарот за култура Григор Приличе во Охрид,
во Куба Либре, кај што сме моментално сега кај што го правиме овој пресконференција, во Джезин секако и едно шоу на Долни Сарај. Сите настани започнуваат 8 последниот 20 часот, а карти ќе може да се купат на нашиот сајт www.hhh.mk или со резервација на телефонскиот број 075 283 066. За секое шоу на фестивалот се бара билет повеќе, па затоа сите кои се заинтересирани навреме да си купат или да си резервираат влезница, порачуваат организаторите. Познатиот джез музичар, охриѓанецот Владимир Четкар, ја објави новата песна Испод. Песната ќе се најде на најновиот студиски албум на Четкар, Let Us Be, кој прво ќе биде ексклузивно издаден на 18 септември во Токио. На 3 август, сабота, Четкар со својот джез, соул и фанк ансамбл ќе одржи концерт во Охрид. Познатиот джез музичар, охриѓанецот Владимир Четкар ја објави новата песна Испод, Don't Make Me Wait, или Не оставај ме да чекаме, комплетно авторско дело на Четкар, на което е подпишан како композитор, аранжер, текстописец, оркестратор, диригент и изведувач. Песната ќе се најде во најновиот студиски албум на Четкар, Let Us Be, кој прво ќе биде ексклузивно издаден на 18 септември во Токио, од страна на познатата јапонска музичка куќа, да набрзо потоа да биде издаден низ целиот свет. Ги завршив точно сите снимања во врска со потребите на студискиот албум, четврт поред. И беше така еден поинтензивен период, сега е постпродукцијски период, имав и некои концерти во Њу Йорк, во Детройт, во Мидвест и сега малце сум дома и по-релаксирано и работно, меѓутоа е друго си е кога си дома. Често патувам во Азија, во Јужна Кореја, во Јапан, каде што ќе го издадам албумот преку P-Wine Records. Тоа ќе ми биде за неколку месеци од овој момент, да завршам со тие моменти, со мастерингот и миксањето на албумот. Така да убав период е, следуваат многу новини, многу убави работи, многу ремикси од мојата музика исто, од повеќе светски познати продуценти и допирам до еден подруг тип на публика. На 3 август во сабота Четкар со својот джез, соул и фанк ансамбл ќе одржи концерти за домашната публика во родниот Охрид. Секое лето има по некој убаво изненадување. Сега конкретно ќе направиме еден прекрасен евент на 3 август, сабота, во Деспина. Тоа е нов објект покрај лаунж, ресторан, покрај самото езеро, самата обала. До прекрасна локација за прекрасните гости кои стално ме поддржуваат кога ќе настапам во било каде во Македонија, на моја особена чест. Ја работам мојата музика која е фузија на фанк, на джез, тој е космополитски жанр, меѓутоа тоа е моја авторска музика и пак е македонска музика. И ја представувам со најголем кејф Македонија кај да одам и нашава култура. Четкар е единствен, уникатен репрезент на земјава широм светот. Живее номадски, често патува на релација Европа-Америка-Азија. Посебно драго му е кога настапува во азиските земји пред десетици илјади гости, каде гордо ја представува нашата земја и родниот Охрид. Од 17 до 21 јули на 4 локации во Охрид ќе се одржува 7-то издание на фестивалот на нов европски филм Beach Film Festival 2024. Утре започнува 7-то издание на Beach Film Festival во Охрид. До 21 јули фестивалот на нов европски филм нуди богата програма со филмски проекции и музички перформанси на 4 локации во Охрид, и тоа на плажа Славија, Сараиште, Брод Армада и Младинскиот културен центар. Ке бидат прикажани филмови за сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите. Селекцијата на филмови смело ја опишува моменталната состојба во светот, современите проблеми, миграциите, правата на децата, семејствата и врските, велат организаторите. Овогодинешното издание на фестивалот ќе биде отворено со проекцијата на филмот Живи и здрави, Forever Hold Your Peace на плажата
Сараиште. Во главната програма ќе бидат прикажани уште 6 долгометражни европски филмови. 4-члено интернационално жири ќе ги додели наградите Голем Бран за најдобар долгометражен филм и наградата Стефан Сидовски Сидо за најдобро актерско остварување. Покрај главната програма на фестивалот ќе бидат прикажани и 14 краткометражни филмови, вклучувајќи и филмови од домашната продукција. Оваа година 3-членото жири во состав Ѓоко Симјановски, Веле Митановски и Свето Стефановски ќе одлучува за наградата Мал Бран за најдобар краткометражен филм. Седмото издание на фестивалот е збогатено со уште еден тип на програма – филмови за најмалите посетители и нивните блиски, кои ќе бидат прикажани на градската плажа Сараиште, каде што секој ден од 17 до 21 јули со почеток од 20 часот ќе има проекции на детски филмови и влезот ќе биде бесплатен. За музичката програма на овогодинешното издание на фестивалот ќе се погрижат бендовите Сиото Джез, Харакири, диџејките Баила, диџеј Мартијан и музичкото дуо Сис. Фестивалот од година в година станува препознатлив бренд на летната сезона во Охрид и особено ја привлекува младата публика која го одбира Охрид за летен одмор токму во периодот додека трае фестивалот. Поради настанат дефект на водоводната мрежа, пукната цевка со профил фи 300 мм, денес од 15:30 часот без вода се корисниците во населбата Црногорци, село Лескоец и село Лакочери. Екипи на јавното предпријатие Водовод Охрид се на терен до завршување со санацијата, информираат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Денес во Страсбур официјално е конституиран Европскиот парламент после европските избори од 6 до 9 јуни. Роберта Мецола повторно е избрана за председателка на Европскиот парламент на тајно гласење со апсолутно мнозинство на гласовите, односно за неа гласале 562 пратеници. Против кандидатка на Мецола и беше Ирене Монтеро, која освои 61 глас. Председател на Европскиот парламент се избира за мандат од 2,5 години, а Мецола за прв пат ја презеде функцијата во јануари 2022 година, откако почина нејзиниот претходник на таа позиција Давид Сасоли. Таа тогаш беше најмладата председателка на Европскиот парламент и прва личност од Малта. Председателот на Европскиот парламент председава со дебатите и активностите на парламентот, а исто така го представува парламентот во Европската унија и на меѓународно ниво. Подписот на председателот на Европскиот парламент е неопходен за законите кои се иницирани врз основа на постапката за соодлучување, како и за буџетот на Европската унија. Највисоките представници на Европската унија ќе ги бойкотираат неформалните состаноци на унгарскиот премиер Виктор Орбан поради неодобрените средби на Орбан со Владимир Путин и Кси Џинпинг. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен одлучи европските комесари да бидат представени од бирократи на пониско ниво за време на траењето на 6-месечното ротирачко председателство на Будимпешта со Европската унија, објави Европската комисија. Унгарија протестираше на оваа најава, а министерот за европски прашања ја обвини комисијата дека одбира институции и држави членки со кои сака да соработува. Орбан, чија земја го презеде председавањето со Европската унија на 1 јули, полета за Москва на 5 јули, а потоа за Кина, без да го извести блокот пред време за своите планови, наводно за да разговара со Путин и Кси Џинпинг за крај на војната во Украина. Најмалку 40 лица загинале, а околу 350 се повредени во силното невреме што го погоди источен Авганистан, соопшти Авганистанското министерство за здравство. Портпаролот на министерството изјавил дека стравуваат бројот на жртвите да се зголеми, бидејќи се уште траат напорите за пребарување и спасување. Локалните власти објавиле голема штета на куќи и на 11 члено семејство затрупано под урнатините во еден инцидент во областа Суркрот. Владините агенции се обидуваат да организираат спасување и да пружат помош. Одржани се итни состаноци со хуманитарни организации за да се побара дополнителна помош. Разорната сила на бурата не однесе само жртви, туку ги уништи и телекомуникацијските системи и инфраструктурата на областа, соборувајќи околу 60 столбови за електрична енергија, со што остави многу области без струја. Експертите за ова ја обвинуваат климатската криза. Според Организациите на Обединетите нации, Авганистан е 6-та најзагрозена земја во светот поради климатските промени.
Протести во Даблин против изградбата на нов центар за баратели на азил. Демонстрантите запалиле палети и градежна механизација во поранешна фабрика во северен Даблин, каде што треба да се гради прифатниот центар, пошто избувнал голем пожар. Повеќе од 200 припадници на ирската гарда пристигнале на местото на немирите, пишува BBC. Оштетени се 3 полициски автомобили, од кои едниот бил запален. 15 лица синоќа биле приведени и изведени пред окружниот суд во Даблин, обвинети за прекршоци против јавниот ред и мир, вклучително и непочитување на наредбите на гардата и закана и навреда. Тие подоцна биле ослободени под услов да се држат настрана од местото на бунтот. Ирската министерка за правда изјавила дека тие кои се вмешани во немирите ќе се соочат со строга казна. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!